времето во Македонија претходно сончево поплавлено Ајде уште една да ја наречам папагалска временска прогноза. Знаете, папагалот по 100 пати едно исто повторува, па јас така папагалски да дадам една иста прогноза секој ден таа па таа. И денеска, значи, веќе некаде на истокот, малку на југоистокот и некои други делови околу Битолскиот регион има веќе слаби локални врнежи. Меѓутоа, постепено во текот на пладневните и попладневните часови, врнежите, да речем, ке згуснат, некаде ќе има поројни врнежи за кратко време, ќе има и појава на умерен до засилен, некаде и силен ветер. Меѓутоа, да нагласам, силен ветер, кој ќе речеме многу силен ветер, тоа е веќе на 70 км. Засилен ветер е некаде помеѓу 25, 30, 35 км, малку подзасилен до 40-45 км. Меѓутоа, за да се каже страшно силен ветер, како што некој се исплаши вчера во Велес дека имало многу силен ветер, а брзината на ветерот беше до 42-3 км, не може да се каже за некој силен, многу силен ветер. Имаше силен порен дожд, кратко траеше 5, 10, 15, 20 минути и се знаат сите оние црни точки, да не ги повторувам, каре би имало поплавување во Велес. И тоа е тоа, реков. Се дока луѓето си фрлаат по одводните канали се и се што, нема каде водата да протекува и нормално дека ќе има и поплавување на дворни места, па и на некои приземни делови од куќи и станови. Секако дека тука треба и властите малку да се позагрижат, да има многу поголеми ригорозни мерки, казнени мерки, па ќе ги видам тога дали ќе фрлат сега дека што ќе им текне. И потоа леле има поплава. Ќе има. Тоа е тоа. Значи, нестабилно време. Пограничниот регион со Македонија и Грција, потоа околу Струмишкиот, Радовишкиот регион, Дојранскиот регион, нешто и југоисточниот дел Валандовскиот регион, можно некаде и околу Богданци и Гевгелискиот регион, кој што привлекува од Кожув, да има кратка изолирана нестабилност. Кривопаланечкиот регион, Кочанскиот регион, Кичевскиот регион, нешто северните делови, северозападните делови, Скопскиот регион, на некои места Котлинскиот дел од Скопскиот регион, Јужно-Скопскиот регион, Крушевскиот регион, Македонски Брод, Охридско-Преспанскиот регион, ете тука некаде, потоа и Велешкиот регион исто така може да биде запатен со кратка нестабилност, со изразени грмотевици кои што ќе слушаме околу Велес, ќе татнат, но реков, можно и во Велес да има краткотрена нестабилност. Кога велам краткотрено, значи тоа ќе биде некаде 10, 15 до 20 на минут. Но тоа е тоа, што да се прави. Не е веќе првпат, не е ни сега само да се случи, тоа ќе се случува и во наредните неколку дена. Ова ќе дадам прогноз барем до крајот на месецот. Еве гледаме, значи, каде ќе има изразена нестабилност. Сината боја рековме, послабе врнежи, појаката боја, поизразени врнежи, зелената уште поизразени, жолтата и до некаде портоколовата боја покажуваат дека таму ќе има и изразено нестабилно време со силни грмотевици, на некои места и појава на град. Град се можни, значи околу Кочанскиот регион, Радовишкиот регион, потоа некаде јужно од Велешкиот регион, према реонот места кои што гравитираат околу Солунска глава, Битолскиот регион, помеѓу Битолскиот и Пререпскиот регион, нешто Охридско-Ресенско-Преспанскиот регион, но тоа ќе бидат краткотрени појави на град. Значи нема да врне град, да речеме 20 минути цело време. Температурите ќе бидат без промени и наредните денови ќе се движат некаде околу 25 до 30 степени. Повеќе врнежи и поизразено нестабилно време предвидувам за во текот на утрешниот ден. Значи денеска ќе има, меѓутоа во текот на утрешниот ден гледате дека на повеќе места веќе има и зеленкаста и жолтеникава боја, што ќе има поизразени грмотевици и некаде силни поројни врнежи. Тоа значи во текот на утрешниот ден. Исто така тоа ќе се случува и во текот на денот среда, па и четврток. Исто така, ево ова е за среда, гледаме дека ќе има и доста изразено нестабилно време и во среда. Што да се прави? Тоа е тоа. Значи ова ја давам прогнозата до крајот на месецот, инаку да кажам дека вакво изразено нестабилно време се очекува и во првите неколку дена од месец јуни. А потоа некаде после 10, 12, 13 се очекува малку пожежок период, па нема да бидеме навикнати, ќе речеме, абе, воја изгоревме многу жешко.
Нема да бидат кој знае колку високи температурите, меѓутоа сепак ќе достигнуваат температурите до 34, 35 и 36 степен. Значи тука некаде после 15 ќе има поголемо затоплување на атмосферата. Но тоа е лошо што кога ќе се зажешти силно атмосферата и кога ќе дојдат оние поладни воздушни бранови и облачните воздушни келии, кои што се расфрлани на секаде и така да многу потешко е да се прогнозира точно, а не може да се прогнозира на секој километар каде ќе има врнежи. Може да се каже дека во Велес може да нема, во Башено село може да има поизразено нестабилно време. Еве тоа се случи вчерашниот ден, пола град врнеше, пола град не врнеше, пола град дуваше, пола град не дуваше ветер. И само очекуваме каде ќе се појави она зумиста што би рекле. Ете, тоа е она што ви го прикажал за следните денови. Тоа е папагалска временска прогноза. Секој ден таа пата. Ви благодарам на вниманието и секој добро.